Добар ден, еве го нашиот поздрав и денеска во 10 часот се разбира до сите оние кои што сте на нашата фреквенција и го очекувате почетокот на следното издание на Алфа Ординација. Оваа емисија ја посветуваме на сите родители, меѓутоа и на најмалите и најмилите, како велиме, на децата, но особено важни прашања и дилеми со кои што се соочуваат родителите. Започна учебната година, првачињата тргнаа на училиште, можеби поголема конфузност се ова токму кај оние кои што дечиња кои што за прв пат седнуваат во училишните клупи, оние кои што се веќе второ, трето, четврто одделение и натаму се веќе навикнати на и училишните клупи и наставниците, но и другарчињата, но сето тоа е еден период, нов период во животот на детето. Нема да зборуваме само за училишната возраст или предучилишната возраст, туку ќе позборуваме и за почетокот на животот на детето од новороденче па во текот на првите години кои што се исклучително важни во однос на растот и развојот и емотивниот развој и социјализацијата, но се разбира и следењето од страна на родителите, меѓу другото и консултација со педијатар за да се направи една проценка за растот и развојот на детето, како и забележување доколку постои доцнење во развојот. Оваа наша денешна тема ја отвараме токму сега, доколку имате прашања, се разбира телефонските линии се отворени и денеска да одговориме на нив, можеби не следат баби и дедовци, можеби мајки и татковци кои што не се моментално на работа, но како и да е, верувам дека ова ќе го привлече вниманието на сите, особено заради тоа што имаме да кажеме многу важни работи. На оваа тема во Алфа Ординација зборувам со доктор по медицински науки, специјалист педијатар, доктор Анета Демерџиева, која што ни доаѓа од болницата Аџибадем Систина. Добар ден за вас, доктор Анета, и добро дојдовте кај нас. Вие сте за прв пат во нашата Алфа Ординација и верувам дека ќе имаме успешна емисија и при тоа дека ќе ви биде пријатно искуство. Ви благодарам на поканата и би сакала да ги поздравам сите гледачи што во моментот не следат. Ние ја одбравме оваа тема бидејќи сметаме дека е исклучително важно да потенцираме одредени работи кои што не се малку на број во однос на што значи еден добар раст и развој на детето од бебе па во првите години од својот живот и колку се тука важни одредени фактори кои што може да влијаат во токму тој раст и развој. Меѓу другото, подеднакво е важна и проценката која што треба да се даде од педијатарот и истовремено да се следи растот на децата исто така од педијатар. Секако дека родителите се оние кои што се секојдневно со своите деца и можеби се соочуваат со голем број прашања и дилеми дали е тоа добро и нормално, дали не е или е ненормално, но ние ќе позборуваме за оние прашања за кои што сметаме дека треба да кажеме во текот на следните 60 минути. На почеток, зошто е важно растот и развојот на едно дете да се следи од педијатар? Растот и развојот се практично индикатори кои што укажуваат на благосостојбата на едно дете. Педијатрите се посебно обучени да го следат правилниот раст и развој и практично да алармираат секогаш кога ќе забележат одредено одстапување, како во физичкиот раст, така и во развојот на моториката, когнитивните способности или емоционалниот развој на едно дете. Во главном, за да може детето да се развива правилно, потребно е правилен развој на централниот нервен систем, односно формирање на невронски мрежи кои што се дел од нешто што се вика невронски пластицитет. Доколку благовремено се примети било какво одстапување, можноста за рана интервенција практично го моделира формирањето на тие невронски мрежи и овозможува било многу брзо да се надминат проблемите или барем истите значително да се ублажат. Би сакала да напоменам дека мозокот содржи огромен број на неврони. Адултниот мозок содржи некаде околу 100 билиони неврони, а до третата година од животот секој неврон формира 15.000 врски, 15.000 синапси. Сега ни станува јасно зошто е многу важно благовременото откривање на проблемот и благовременото насочување на синапсите во правилна насока за да се практично интервенира, односно да се надмине проблемот кој што детето го има. Да. Токму затоа и треба да се стави акцентот на тоа редовно следење
како што рековме, од страна на родителите кои што се разбира тие се оние кои што поменуваат повеќе време со своите деца, и доколку се забележи нешто што можеби не е толку сериозно, сепак е особено важна консултацијата со педијатар. Кога велиме за што е тоа се што има влијание во однос на растот и развојот кај децата, тогаш тука ќе ги споменеме генетските фактори, односно генетскиот фактор или предиспозиција, колкава улога има токму тој фактор, кој што знаеме дека генерално во секој поглед има улога, но колку тука е важен, и меѓу другото колку е важна околината, исто така во растот и развојот понатака се разбира и преку за самата социјализација на детето. Ова е тема која што навистина е предмет на многу научни истражувања, на многу дискусии во научниот свет, меѓутоа и на тема која што не окупира во секојдневната работа со детето, сакајќи практично да знаеме во колкава мера треба да повлијаеме, односно во истражувањето, во испитувањето на причините за одреден проблем, докаде е наследниот момент, а докаде е влијанието на околината. Во развојот на детето, на прво место е наследноста, односно генетските фактори, тоа е потенцијал кој што детето го добива од родителите со раѓањето. Меѓутоа, огромно е влијанието на надворешните фактори. Факторите уште интраутерино на плодот, во мајчината утроба делуваат фактори како што се зрачењето, лековите, вирусните инфекции на мајката. Предвременото раѓање може да биде значаен ризик фактор, одредени хронични заболувања кои може детето да ги развие во текот на животот, неправилната исхрана и цела една низа на фактори кои што влијаат, семејните односи. Токму заради ова се правени многу студии, многу интересни се и можеби најточни студиите кои што се правени на еднојајчани близнаци, затоа што еднојајчаните близнаци де факто имаат идентичен генетски материјал, со цел да се види какво е влијанието на надворешните фактори врз растот и развојот, посебно оние кои што не растат во идентични околински фактори. Докажано е дека наследството влијае со нешто повеќе од 40% врз развојот на когнитивните способности, интелектот, на социјалната адаптација на детето, а дури 50% и повеќе од 50% влијае околината. Од тука посебно е важно влијанието на семејството, посебно атачментот, односно на прва врска која детето ја формира со мајката и со членовите на семејството. Еден позитивен атачмент, позитивна релација практично создава сигурно задоволно дете кое што е спремно стоечки да се бори со многу предизвици во животот и обратно. Еден негативен атачмент, кога детето нема да создаде соодветна врска со сопственото семејство, многу често пати е несигурно, незадоволно, фрустрирано, вознемирено и практично сето тоа е подлога за цела една низа на подоцнежни проблеми. Проблеми во учењето, во вниманието, во концентрацијата, компулсивност и така натаму. Се поставуваат прашањата, се разбира, за тоа кога е најдобриот период или најважниот период од животот на детето и кога треба најинтензивно следење во однос на растот и развојот. Веројатно, тука не е исклучено и доколку кажеме дека се разбира треба се додека не премине во возрасен човек и дека треба да се одреди на насока и правец по кој што се движи во животот. Мислам, тоа е одговорноста на секој родител, но едноставно пак и родителите имаат различни сваќања, имаат и различни ставови и принципи при самото воспитување на децата. Ќе се задржиме на најважниот период и кога најинтензивно треба да се следи развојот на детето. Апсолутно се согласувам со вас. Практично не постои период кој што не е важен во растот и развојот на детето и не постои период во кој што треба да се релаксираме и да го препуштиме детето само на себе. Меѓутоа, од аспект на лекар, на педијатар, би сакала да напоменам дека од моментот на зачнувањето па до крајот на првата година од животот е период во кој што настануваат најдраматични промени во растот, најинтензивен раст, така да практично тој временски период е периодот кој треба да бара и најинтензивно следење. Интраутерино започнува формирањето во првите 3 месеци на сите органи, во второто и третото тромесечје од бременоста
тие органи постепено созреваат, ја превземаат својата функција. Така да интраутериниот период е период кој што е многу вулнерабилен, многу чувствителен на делувањето на сите несакани надворешни фактори, започнувајќи од болестите на мајката, метнувајќи ги тука различните лекови кои мајката ги прима, различните типови на хемикалии кои што ги внесува во организмот, кои директно или индиректно може да го оштетат плодот. Од друга страна, после раѓањето, периодот на новородено е период во кој што детето, воспоставувајќи ја врската со мајката, практично создава основа за правилен понатамошен раст, за доволно дете се храни и напредува спонтано без практично никаков проблем. Во периодот од првата година од животот интензивно детето расте, добива, ја удвојува својата телесна тежина во четвртиот, односно петиот месец од животот, ја утростручува телесната тежина на крајот од првата година од животот. Тие соматски промени неминовно се поврзани со промени на многу интензивен раст и развој. Детето ја осознава околината, воспоставува релација со својата околина и тука практично треба да го спречиме било кој негативен фактор кој може да го поремети нормалниот раст и развој. Значи, затоа секоја жена пред да стане мајка, се разбира, и пред да остане бремена, треба да ги знае сите оние важни информации во однос на тоа како треба да се поминат тие 9 месеци во текот на бременоста. Не е едноставно важно само да се отиде на оние неопходни прегледи кај доктор, туку дека во текот на тие 9 месеци секој ден или секој час, оноку колку што се разбира возможно и колку што го дозволуваат условите, тоа така треба да биде, да се помине во една благосостојба, бидејќи тоа е благосостојба сама по себе, но во еден мир и во хармонија, без стрес, бидејќи исклучително е важно токму тоа влијание уште од зачнувањето на плодот. Последниве години постојат многу студии кои што зборуваат за делувањето на психосоцијалниот стрес кај мајката врз понатамошниот раст и развој на плодот. Психосоцијалниот стрес ја ремети нормалната ендокрина функција кај мајката, ја ремети она оска, хипоталамус, хипофиза, адренална жлезда, што има директно влијание врз автономниот нервен систем. А ова се смета дека има реперкусија не само врз состојбата на мајката, туку токму врз развојот на централниот нервен систем на плодот, што резултира со цела една низа на несакани секвели од типот на проблеми во учењето, проблеми во концентрацијата, една иритабилност кај детето. Тоа се студии кои што се многу долгорочни, каде што се следат илјадници деца, понекогаш заклучоците се апсолутно точни, понекогаш се предпоставки. Меѓутоа, факт е дека психосоцијалниот стрес на мајката има огромно влијание врз подоцнежниот развој на детето. Да. Впрочем, тоа и се гледа практично кај секоја мајка која што поминала низ бременоста или забележала дека во одредени ситуации каде што се чувствува вознемирена или доживува некаков стрес, веќе движењето на плодот се чувствува дека е поинтензивно, токму така и поразлично, а тоа ни дава до знаење и покрај овие едукативни информации лично ни дава до знаење дека всушност нешто се случува и дека има директно влијание. Тоа тука е просто и едноставно да кажеме, да не зборуваме за овие податоци и испитувања и истражувања кои што постојат. Откако ќе дојде новороденчето на свет, се разбира првенствено кога е доенче, го има својот директен контакт со мајката, оној кој што велиме дека е особено важен, или тоа атачмент, како велите, кој што треба уште на почетокот да биде во една добра рамка или да биде онаков како што треба за понатак и животот на детето да се одвива или да биде во оние нормални и добри размери како што треба. Но кога велиме доенче, ќе кажеме бебе, она што го знае бебето е да цица, да спие и да плаче, но она што можеби треба да го споменеме е тоа кога доенчето почнува со својата социјална интеракција, првенствено со мајката, потоа со можеби останатите присутни во најблиската околина, во собата, во домот и така натака. Иако изгледа неверојатно, се смета дека првиот контакт, односно дека детето, новороденото, веќе во првите денови од животот го препознава ликот на мајката,
започнува Гласот да исто. реагира на нејзиниот глас, па дури има и студии кои што укажуваат дека детето го препознава и мајчиниот мирис. Мајката, формирањето на атачментот на детето со детето практично зависи во голема мера од начинот на кој што мајката реагира на потребите на детето. Со колкава брзина таа ги задоволува нагонските потреби. Најчесто е тоа потребата да биде нахрането, да биде пресоблечено, понекогаш и да биде само земено во раце. Мајката која брзо реагира на потребите на детето практично создава услови за позитивен атачмент со своето новородено. Новороденото е сигурно, заштитено и задоволно. Од друга страна, со која брзина мајката реагира на детето и колку тоа брзо ќе се смири, се формира позитивен фидбек. Тоа практично ја јакне само доверба, така и мајката, дека таа е способна да се грижи за сопственото дете. Сите сме ние мајки и знаеме колкав е стравот, дали ќе успееме да ги задоволиме потребите на сопственото дете. Позитивниот фидбек ќе дава само доверба дека може да се грижи за своето дете, дека знае да ги препознае неговите потреби и навреме да реагира. Сето тоа практично формира една исклучително убава слика во која мајката и детето се една целина. Да, затоа велиме дека мајчинскиот инстинкт е оној кој што е вроден инстинкт и се интензивира кога всушност мајката станува мајка, а токму тие реакции кои што треба да бидат брзи или можеби претпоставки за тоа што во моментот му треба на бебето доаѓаат токму од тој мајчински инстинкт, а бебето и тоа како ги чувствува. Сега какви реакции ќе има бебето и колку родителот е дел од нив е исто така важно прашање, бидејќи веројатно и реакциите на бебето зависат од реакциите на мајката. Апсолутно, меѓусебно се поврзани и повторно почнувајќи од оној прв месец од животот, од најраниот период на таа меѓусебна врска. Сите педиатри се едуцирани практично да ги препознаат тие релации и евентуално отстапувањата во релацијата. Во моментот кога ќе влезе мајката со новородено во ординација, веќе имате груба представа за тоа каков е нивниот меѓусебен сооднос. Од начинот на проценка. Да, од начинот на кој што го држи детето, од начинот како гледа во него, како му зборува, како му се обраќа, како го пресоблекува, како ги задоволува неговите потреби доколку е вознемирено, доколку плаче. Се разбира, понекогаш има ситуации во кои што ви е потребна и објективна проценка, објективизација на она што го гледате, па во тој случај може да се користат и некои стандардизирани инструменти кои што имаат висока сензитивност и висока специфичност во проценката. Например, постои една многу убава скала, се вика Newborn Behavior Assessment Scale, во која може да направите проценка на однесувањето на новороденото и тоа врз основа на неколку фактори, на неговото општо поведение, на неговите рефлекси, на неговата реакција на звук и на видна дразба, на начинот и обратно на начинот на кој што мајката реагира на сите реакции на детето. Така да постои начин да ја процените релацијата мајка-дете и доколку има одреден проблем да им помогнете. Да. Бидејќи тие први прегледи се кај педијатар особено важни, не само во однос на тоа дали физички детето расте и се развива онака како што треба, во однос на килажи и сите тие прегледи кои што треба да се направат, тука е важен и овој дел или она што зборуваме проценката во однос на токму таа интеракција мајка-бебе, мајка-дете, а понатака и доколку се забележи нешто што самиот педијатар смета дека е отстапка, тогаш се обрнува внимание како навремено тоа би се поправило и би понатака би продолжило онака како што треба. И тука е исклучително важно да се слушаат советите и препораките кои што ги дава педијатарот. Во првата година од животот е особено важен физичкиот раст и развој, можеби таму е фокусот на родителите. Но колку во првата година е интензивен толку дали е толку интензивен и емотивниот раст и развој, когнитивниот и социјалниот? Апсолутно, апсолутно. Едното од другото е невозможно да го одделите
И тоа е период во кој што најдраматични се промените, најбрзи се, најинтензивни, меѓутоа исто така и можноста да тие на одреден начин закажате е исто така многу голема и од тука е потребно внимателно следење и внимателна проценка на секоја контрола на детето кај педијатар. Многу интересен е интензитетот со кој што детето расте во првата година. Споменав дека на 4 месеци 4 до 5 месеци ја удвојува телесната тежина, а на крајот на првата година веќе има телесна тежина која е 3 пати поголема од онаа на раѓање. Во ниту еден период од животот понатаму немате таков пораст во телесна тежина. Телесната висина исто така интензивно се менува. Детето на крајот на првата година има за 50% поголема висина од висината или должината што ја има на раѓањето. Во просек новородените се долги некаде околу 50 см, значи на крајот на првата година од животот имаат некаде околу 75 см. Меѓутоа, она што е можеби онака најдраматично е растот во волуменот на мозокот. На крајот на првиот месец, волуменот на детскиот мозок, на мозокот на новороденото, изнесува 36% од волуменот на адултниот мозок. На крајот на првата година од животот, 72%. Енормен пораст, кој што истовремено е проследен и со пораст во обемот на главата. Обемот на главата расте некаде за 10 до 15 сантиметри, во просек 10 во текот на првата година од животот. Се разбира дека сето ова е проследено не само со раст, туку и со созревање на невронската функција, на невронските мрежи и практично созревање на сите функции кои што се директно поврзани со нив. Например, некаде на крајот на вториот месец од животот, детето веќе има социјална насмевка. Ја препознава мајката и се смее токму неа. Во 6-тиот месец веќе со интерес ги гледа своите раце и се поинтензивно ги става во уста. Помеѓу 6-тиот и 8-миот месец започнува самостојно да седи. Помеѓу 8-миот и 10-тиот да се превртува. Помеѓу 10-тиот и 12-тиот да ласи. После 12-тиот месец, некаде до 15-тиот, започнува и самостојно да се движи. Во овој временски период детето веќе ги препознава најблиските. Значи, во втората половина од првата година од животот ги препознава членовите на семејството, интензивно им се радува. Меѓутоа, исто така сака и да игра со нив, да сака да му се подаваат играчки и тоа да ги подава на најчесто мајката или на најблиските членови од семејството. Не би сакала, иако постојано потенцирам мајката, не би сакала апсолутно да ги ставам во втора линија таткото и преостанатите членови. Таткото е многу важен во овој период, не само заради релацијата што ја формира со детето, туку и заради севкупната поддршка која што ја дава на мајката во нејзината грижа за детето, која сепак поголемиот дел од времето ја поминува со детето. Во текот на втората половина од првата година, значи после 6-тиот месец, постепено детето започнува да изговара слогови. Најчесто се тоа ма, ба. Тоа не значи дека детето знае мама да каже или баба да каже, меѓутоа токму тие слогови практично ја представуваат основата на која подоцна се надоврзува и се развива говорот. Така да првата година од животот е исклучително интересна. Можете многу работи да видите, не треба строго поставување на рамки, иако ние имаме одредени постигања кои што сакаме детето да ги задоволи точно во одредени периоди од животот, меѓутоа многу е важно да постои динамика, да практично детето оди постојано по една нагорна линија и веќе да почне да го осознава светот, да го разбира она што се случува околу него. Така. Имаме гледач на линија, да го слушнеме прашањето. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Посакувам го ден. И едно прашање до гостинката. Да, повелете. Многу убаво ја објасни поврзаноста мајката со детето. Значи, поубаво не можеше да биде. Дали има сознание како се однесуваат малите деца кон еднополови бракови, кај што има
од исти пол беше. Кој ќе како ќе се однесува, кој ќе му биде мајка? Дали има сознание за тоа? Добро, вака се. Прашањето ви е добро, но прашањето е надвор од нашата тема, бидејќи тоа е една тема која што може да се отвори во друга емисија, во која што се обработуваат такви теми. И јас верувам дека доколку не следите, доколку сте редовен гледач на нашата програма, ќе успеете да проследите некоја таква тема и да го добиете одговорот на вашето прашање. Меѓу другото, доколку е тоа исто така важно, постојат и психолози, психијатри, луѓе кои што работат исто така на тие теми, па и ќе можат да одговорат. Ние зборуваме за раст и развој на децата и оно што е важно да самите родители во едно семејство го забележат доколку постои некаква остапка, но истовремено и едукацијата која што треба да имаат родителите врз своите деца. Стигнавме до првата година од животот, оно што го заокружуваме со во првата година се разбира, рековме од 12 до 15 месеци самото проодување или застанување на нозе на новороденчето, но како се следи физичкиот развој, така се следи и она што го велиме социјална интеракција со мајката, па натака и со останатите членови од семејството. Што е важно во втората година од животот? Веќе втората година е период во кој што нема така интензивен раст. Например, детето во втората година добива 2 до 2,5 килограми во тежина, расте во висина, на крајот на втората година од животот достигнува 50% од адултната висина и исто така се зголемува волуменот на мозокот за некои дополнителни 10 до 15%, така да на крајот на втората година изнесува 85% од адултниот волумен. Се разбира, овие промени се проследени и со промени во сите други сфери од развојот. Детето во периодот помеѓу 12 и 15 месец најчесто започнува самостојно да оди, меѓутоа тој од е сигурен токму во периодот некаде на 18-месечна возраст. Период во кој што детето, благодарение на самодовербата што ја добива заради самостојното движење, веќе на некој начин се одделува од закрилото на мајката и таа самодоверба треба посебно да се стимулира. Треба средината во која што детето се движи да биде така адаптирана да не може да се повреди, меѓутоа да не му се брани движењето на детето и неговата желба да ја задоволи својата љубопитност во истражувањето на околината. Веќе на крајот на втората година детето може да трча, слободно да се качува, најчесто по намештајот и по предметите кои што се во домот. Во текот на втората година се развива говорот. Најчесто на крајот, некаде во периодот помеѓу 12 и 15 месец започнуваат првите зборови. Некаде околу 15 месец детето знае да каже 3 до 5 збора. До 18 месец има некој фонд од 10 до 15 зборови, до крајот на првата година околу 50 зборови. Втората година околу 50 зборови. Во тој временски период веќе може дури и да ги поврзе зборовите во кратка реченица, најчесто составена од 2 збора: дај вода, сакам млеко, дојди тука и така натаму. Меѓутоа, многу е важно во овој временски период да напоменеме дека детето многу е поважно да го следиме постоењето на рецептивен говор кај детето, а не експресивен. Доколку детето го разбира она што му се кажува, доколку детето може да воспостави социјален контакт и невербален со родителот, многу простор за паника нема, независно од бројот на зборови што може да ги каже. Детето се осознава, има веќе и просторна ориентација во овој период од животот. Например, ако го ставите доенчето пред огледало и доколку има нешто на своето лице, тоа многу често се обидува да го тргне тоа што го има на лицето, допирајќи го огледалото. Во втората година од животот, кога детето се гледа во огледало, точно го допира собственото лице за да го отстрани она што се навоѓа на него. Значи,
прилично е изразена просторната ориентираност. Во овој временски период постои нешто што се вика сепарациона анксиозност. Најчесто родителите се веќе на работа, детето оди или во градинка или го чува трето лице, и во тој случај многу е важно тоа одделување од семејството да помине колку е можно побезболно. Најчесто се препорачува да детето има некој предмет кој што ќе ја направи таа транзиција, предмет за кој што ќе се врзе, и во отсуство на родителот му даде некакво во чувство на сигурност, дека некој е покрај него. Тоа е некогаш некое меченце, некое кебенце, перниче и така натаму. Ќе позборуваме во продолжение, се разбира, за и останатиот период од животот на детето, како што споменавме или како што кажа во мојата најава, кога станува збори за предучилишната возраст и тргнувањето на училиште, што е особено важно во овој период за првачињата, па и за родителите кои што имаат првачиња, но исто така ќе се задржиме и на факторите кои што влијаат да она кое што зборувавме дека е нормално во растот и развојот на детето од новороденче, па натаму низ годините, што е тоа што може да влијае како фактор при доколку се види или се лоцира, детектира отстапка во овој дел. Но се разбира, тоа ќе позборуваме по рекламите кои што следуваат во моментот, и потоа се враќаме во студиото со продолжение на денешната тема. Продолжуваме со денешната емисија или со денешната тема. Ние секогаш и на кратката пауза за реклами си го дополнуваме она што е во концептот, но се разбере и она што следно треба да го кажеме и соопштиме во контекст на денешната тема. Потсетувам за оние кои што подоцна се вклучија, зборуваме за проценката на растот и развојот и откривањето на развојното туцнење кај децата. И споменавме колку е важно да се направи еден преглед во однос на или редовни прегледи за следење на растот и развојот кај децата, кај педијатар. Не зборуваме само за физичкиот раст и развој, како што и кажавме во првиот половина час, тука е многу важно да се следи емотивниот, когнитивниот и социјалниот развој. Кажавме колку е важна интеракцијата на мајка-бебе, мајка-дете, понатака и се разбира со самата околина, како што е важна и социјализацијата во општеството. Она што е следно како наше прашање е токму во тој период на предучилишна и училишна возраст, предучилишна е градинката, нешто на начинавме околу тоа, но ќе позборуваме повеќе во продолжение за тоа кога детето тргнува во градинка и се запознава со се таму што го очекува, но и кога тргнува за прв пат во училиште, што е особено важно за првачињата. Потсетувам, зборувам со доктор Анета Демерџиева, која што е специјалист педијатар и доктор по медицински науки од болницата Аџибадем Сестина. Доктор Анета, она што еден важен период е тргнувањето во градинки и тргнувањето во училиште. 2-3 години, вие педијатрите велите можеби од третата година па натаму или веќе и од втората, зависно од тоа дали има кој да го чува детето дома или не. Но тоа е периодот кога децата заминуваат во градинка и сега ова колку што ги плаши родителите, веројатно има доста и реакции кај самите деца, различни реакции, секој дете индивидуално и различно реагира, но што е важно да знаат и родителите и во однос на тоа како реагираат нивните деца кога тргнуваат во градинка. Да, тоа е еден период во кој што детето конечно излегува од сигурноста на семејниот дом и се судира со надворишната средина, со барањата кои што ги носи средината во градинката, пред се комуникацијата со другите деца. Треба да детето ја има максималната поддршка од семејството, да ја му се јакне самодовербата пред тргнување во градинка, меѓутоа не треба да родителот биде презаштитнички настроен кон детето. Треба да дозволи да детето се избори за своето место помеѓу другарчињата. Здравото дете расте добива 3 килограми во просек во годината, расте 7 до 8 сантиметри, обемот на главата веќе има многу побавен раст во споредба со оној што го споменавме. Од
3-та година. До 18-та година обемот на главата се зголемува само некои 5 до 6 сантиметри. Во овој временски период интензивно созрева детето. Подвојание на искуствата кои што ги стекнува од надворешната средина се формираат се повеќе невронски мрежи кои директно влијаат на неговиот социјален, емотивен, когнитивен раст и развој. Практично во овој временски период многу е интересно да се наблюдува играта кај детето. Играта представува индекс за степенот на когнитивен развој кај детето. Многу е важно да детето има говор кој што ќе му овозможи да комуницира со другите деца, за да практично во тој временски период биде прифатен од околината и од другарчињата. Многу е важно да се работи со детето, да му се читаат книги, да се стимулира на игри во кои што има вклучено луѓе. Не игри пред компјутер, пред таблет, не седење пред телевизор и бесконечно гледање на телевизиски програми, туку постојана интеракција со луѓе. Детето во овој временски период вообичаено се поистоветува со истиот пол. Започнува да ги прифаќа правилата на однесување со истиот пол. Начинот на игра, игрите се многу специфични и многу интересни. Сите одстапувања во овој временски период треба благовремено да се детектираат, за да му се помогне на детето, за да му се обезбеди понатаму да има основа која ќе му даде можност за нормална едукација во училишниот период од животот. Да. За училишниот период исто така ќе позборуваме во продолжение, но имаме гледач ми даваат знак да видиме дали е на линија. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Добар ден, се слушаме. Добар ден, повелете. Поздрав до водителката и гостинката, многу интересна тема. Јас сум баба, имам внука која што према тоа што го кажавте до сега, што го кажа вашата гостинка, мојата внука се развива, сега има година дена и непон 1 месец. Што значи во тој период, према кажувањата од вашата гостинка, започна со лазењето, сега веќе после година дена прооде и веќе со сигурност оди. Дете многу активно, постојано е во движење, се интересира за се, постојано нешто зборува, говори со букви, и мата и така натака. Мене ме интересира, пошто неговата мајката зборува српски, а таткото македонски. На детето му се обраќаат мајката на српски, таткото постојано на српски. Едниот на српски, другиот на македонски. Како ќе се развива говорот на тоа дете? Како ги прима тие разлики во зборовите, падежите меѓу српски и македонски? Што е поволно за тоа дете? Дали ќе има некоја представа во неговиот развој на говорот или... Да, ви го разбрав на прашањето. Да, убаво прашање и добро што го поставивте. Веројатно е многу важно, бидејќи имаме, се разбира, бракови од различни на различни јазици, различни националности и тука може да се најави една конфузност кај самото дете. Ви благодарам на јавувањето. Апсолутно. Не постои повторно правило. Најдобро е на детето, додека не прозборе, да му се зборува на еден јазик. Во семејството да се користи еден јазик, а потоа детето паралелно почнува да го усвојува и вториот јазик, било јазикот на мајката или на таткото. Меѓутоа, деца кои што имаат правилен раст и развој, понекогаш без никаков проблем паралелно почнуваат да ги зборуваат двата јазика и практично да нема потреба од некоја посебна интервенција. Значи, воглавном се работи за работа која што е строго индивидуална. Добро е да иницијално се почне со еден јазик, меѓутоа доколку детето ги усвојува во исто време зборовите кои што ги слуша и од мајката и од таткото, не треба строго придржување на правилата. Ќе
се задржиме малку и на дечињата кои што тргнуваат на училиште или оној особен важен период за првачињата, кога првпат се запознаваат со тоа што значи училиште, влегуваат во училишните простори или училниците, седнуваат во училишните клупи, што за нив до тогаш било не било познато, односно сега е ново, и се запознаваат и со нови другарчиња. Значи едно ново поглавје во животот, за кое што е сепак промена, а тие се сепак мали. Знаеме сите ние дека тоа е период во животот кој што првиот училишен ден ни стои во сеќавање или го носиме во спомените помалку или повеќе, што значи дека е особено важна самата атмосфера и сето тоа што ги обкружува, а многу деца првата реакција знае да им биде токму и плачот. Апсолутно. Многу е важно како детето ќе се подготви за училиште. Повторно од несомнена важност е влијанието на семејството. Ако вие зборувате со детето дека ништо страшно нема да се случи во училиште, дека училиштето ќе му биде најубавиот период од животот, дека ќе ги запознае најдобрите пријатели, дека ќе изгради пријателства кои што ќе траат до крајот на животот, детето ќе тргне во училиште со многу позитивен став. Од друга страна, постои разлика помеѓу децата кои што до тргнување во училиште се дома и децата кои што претходно посетувале градинка. Децата кои што посетувале градинка се веќе социализирани, се адаптирани на играта со другарчињата, на делењето, на искуството со другите деца, за разлика од децата кои што биле дома под закрило на семејството и кои практично со тргнувањето во училиште за прв пат се судираат со свет кој што е надвор од сигурноста на сопствениот дом. Во тие моменти не секогаш животот ни создава ситуации во кои што можеме да кажеме дека родителите се криви што не го пуштиле детето во градинка, понекогаш има објективна причина поради која детето до тргнување во училиште останало дома и тогаш е многу важно да родителот му биде вистинска подкрепа на детето, практично да му ја гради самодовербата дека без никаков проблем ќе се адаптира во училиштето, дека ќе биде прифатено од децата, да го научи дека понекогаш мора да прифати и одредена казна, дека нема се да биде по негово, дека во училиште не може сите да му попуштаат, нема да биде центарот на вниманието. Во училиштето детето оди за да се едуцира. Едукацијата веќе бара одреден степен на когнитивна зрелост на детето. Во такви услови многу е важно да родителот биде реален, да знае практично да ги процени способностите на детето, да од него не бара повеќе од она што може да постигне. Доколку од децата бараме повеќе од она што они реално можат да постигнат, само создаваме фрустрација во која тие постојано практично заостануваат во однос на нашите барања. Периодот на училиштето е период во кој што детето исто така интензивно расте. Повторно добива 3 до 3,5 килограми годишно, расте во висина 6 до 8 сантиметри, созрева. Тоа е период во кој што значително се менува физички, се менува изгледот на неговото тело, започнува во периодот на влез во пубертетот, започнува хормонската секреција, започнуваат формирање на секундарните полови карактеристики. Детето го осознава своето тело, започнува да има интерес за неговиот изглед, доколку поради одредена болест има одредени отстапувања во физичкиот изглед, веќе се чувствува фрустрираноста кога се споредува со врсниците. Многу е важно во тој временски период семејството, па и училиштето да му бидат подкрепа на детето, да може колку е можно тој период побезболно да го надмине. Училиштето е период во кој што треба да се формираат здравите прехранбени навики на детето. Здравата исхрана, избегнувањето на колку е возможно повеќе нездрава храна, која практично создава
обезитет, храна која што не му обезбедува доволно хранливи материи за растот и развојот. Затоа што миелинизацијата на мозокот, која лежи во основа на мозочното созревање, практично трае до раниот адултен период од животот. За нормална миелинизација е потребно нормално ниво на сите нутритивни прехранбени продукти, нормално ниво на холестерол во исхраната. Децата не треба да имаат никакви строги диети. Треба да имаат правилен начин на исхрана, но не строги диети. Да внесуваат доволна количина на железо, која ќе оневозможи развој на сериозна анемија, која би ги хендикепирала во поглед на физичкиот раст. Практично да се стимулира храна која што е соодветна на возраста. Многу е важно детето да биде физички активно. Педиатриската препорака е дека во училишната возраст детето треба да се движи, односно да биде физички активно најмалку 1 час во текот на денот. За жал, ова е работа која денеска речиси и да не постои. Децата, најголемиот дел од активноста се сведува на часовите по физичко образование. Се повеќе дружат во домашни услови, седнати пред компјутери, играјќи мрежни компјутерски игри, гледајќи разни видови на емисии кои и да се соодветни за нивната возраст, не им овозможуваат физичка активност. Има некои податоци кои што укажуваат дека училишните деца во Америка повеќе од 6 часа во текот на денот се пред екрани, било компјутерски, било телевизиски. Дека 2/3 од децата имаат телевизор во сопствената соба. Апсолутно треба да се може би е грубо кажано забрани, затоа што современиот начин на животот наметнува користење и на компјутери, и на мобилни, и на таблети. Меѓутоа да се редуцира на вистина на минимум, за да може детето да има нормален раст и развој. Кога зборувавме пред почетокот на емисијата, она што јас ве прашав беше со оглед на тоа што имам мало дете, како да му го регулираш времето или како воопшто да не го запознаеш детето со, да речеме, телефон, таблет или компјутер, кога веќе го имаш во своите домови, тоа е она со кое што се соочуваат сите родители. Меѓу другото, доколку и родителите се толку строги и дисциплинирани во тој поглед да воопшто не му дозволат на своето дете да фати нешто такво во рака, тогаш детето ќе започне да оди наскоро во градинка или набрзо исто така потоа и во училиште и тогаш ќе се запознае со овие работи. Но тогаш ќе биде како за него нешто чудно, за него нешто ново и во тој поглед може да има и некако вид на хендикеп, токму во тоа бидејќи живееме во едно такво општество. Оно што вие ми го рековте дека тука е важна општествената свест и одговорност. Апсолутно. Не само јас да му бранам на моето дете, туку во исто време вие и сите наши пријатели да имаат ист однос кон користењето на сите видови на електронски уреди. Електронските уреди практично го ограничуваат детето во комуникацијата со околината. Може цел ден да седи пред компјутер и да си игра, може цел ден да игра игри на мобилен телефон и на таблет, да нема практично потреба од комуникација со деца. Човекот е социјално битие. Може да живее само во средина во која е обкружен со многу други луѓе, да комуницира со нив, да се развива, да се надградува. Преокупираноста со телефоните, со компјутерите, практично е нешто што е типично денеска не само за децата, туку и за возрастните. Сите ние се повеќе време сме пред телефон, се помалку разговараме меѓу себе. Јас ви кажав, веќе не се сеќавам кога сум се јавила на другарка да ја честитам роден ден, пишувам на порака и тука завршува нашата комуникација, што е многу страшно. Ние практично на некој начин се отчовечуваме. Меѓутоа, ние сме возрастни, сепак сме формирани луѓе и сепак барем во даден момент сме свесни за неубавиот тек на современиот начин на комуникација. Децата не. Децата тоа го усвојуваат како нормално поведение. Токму затоа денеска се помалку знаат да зборуваат. Се враќаат од училиште, пред 5 минути се разделиле со децата, а на телефон се договараат кога ќе се најдат, како ќе се најдат и што ќе прават. Од наш аспект, од аспект на педиатрите, многу неубаво.
Да. Затоа видиме тука тоа е еден голем фактор и во однос на и почетоците кога детето почнува да разбира и кога ќе му се дозволи прекумерно користење на овие уреди, но особено е важна развојната проценка. Ние тука кон крајот, бидејќи имаме уште неколку минути на самиот крај да заокружиме денешната тема, ќе кажеме или ќе сублимираме зошто е важна развојната проценка од страна на педијатар, колку родителите и од вашето искуство се свесни дека како што се важни прегледите, особено за физичкиот раст и развој, дека подеднакво важно да се следи емоционалниот развој, како што велиме, когнитивниот, социјалниот и сето она што е една целина за самата личност на детето. Главната цел на развојната проценка е рана дијагностика на отстапувањата од развојот. Раната дијагностика практично ни обезбедува ран третман. Третман во период во кој што мозочниот пластицитет е најмногу изразен, формирање на нови врски кои практично ќе овозможат да проблемот или комплетно се надмине или барем значително се ублажи. Во таа развојна проценка, покрај физичкиот раст, кој обавезно родителот, односно педијатарот треба да го следи за да го информира родителот и поголемото дете за отстапувањето, неопходно е да се направи проценка на моториката, на фината и грубата, на говорот, рецептивниот и експресивниот говор, на социјално-емотивната сфера и се разбира на когницијата кај детето. Зошто? Затоа што живееме во време во кое што дури застрашувачки се современите соопштенија. Некаде 20 до 25% од детската популација има одреден развоен проблем. Токму затоа тој проблем треба рано да се детектира. Најчесто и во најголем процент се проблеми со говорот. Некаде дури 17% од проблемите, развојните проблеми се должат на проблеми со говорот. 14% се должат на проблеми во социјално-емотивната сфера на детето. 8% од децата имаат хиперактивност со дефицит на внимание и концентрација. Некои 4 до 7% од децата имаат проблеми во учењето. Значи се работи за една прилично голема бројка која бара рана интервенција за да може да секвелите од проблемот колку е возможно се намалат, односно ако е можно и да се надминат. Доктор Анита, ви благодарам за вашето денешно гостување и за тоа што бевте заедно со мене и со нашите гледачи во изминатиот еден час, каде што позборувавме на оваа тема, за која што кажавме колку е важно да се направи таа прва проценка и понатака да се следи растот и развојот кај децата, покрај тоа што родителите дома се разбира го пратат своето дете, она што е важно што секако знае да процени дали постои или не постои никаква отстапка или проблем. Советите и препораките кои што ги кажавте во склоп на вашите одговори, верувам дека беа добродојдени за родителите кои што не гледаат, но и за бабите и дедовците кои што исто така поминуваат поголем дел од времето со своите деца, бидејќи ова е особено важен период и за сите првачиња и дечиња кои што тргнуваат на училиштето, исто така одвоивме и дел од нашиот разговор и за нив денеска. Верувам дека ќе се видиме во следна прилика со друга тема. Вашата област е голема и особено важно да се зборува, да се потенцира, да се едуцира и информира и оно што го кажавме зголемувањето на општествената свест и одговорност во однос на тоа што им нудиме на нашите деца, бидејќи тоа е нашата иднина. Ви благодарам за вашето денешно внимание и за тоа што денеска бевте заедно со нас. Ви поканувам повторно утре во 10 часот на истото место, во истото време, тоа ви ќе го знаете. Добро расположение и добро здравје ви посакувам секогаш на крајот и имајте убав ден. Се гледаме утре. Довидување.